15 февруари, четврток, почитувани гледачи, емитуваме регионални вести. Ќерка пријавила семено насилство од страна на нејзините родители. 38 годишна скопјанка била претепана во гостивар од нејзиниот партнер. 15 годишен гостиварец се затрул со поголема количина алкохол, следува полицискиот билтен. 24 годишна тетовка вчера вечер пријавила семено насилство од нејзините родители, кое било извршено околу 22 часот, соопшти СВР Тетово. Најпрво во нејзината соба влегла мајка и побарала да ја даде целата плата, на што ќерката се спротиставила. Тогаш мајка и почнала да ја влече за коса, додека таткој неколку пати со тупаници ја удрил по главата и телото, нанесувајќи видливи повреди. Нешто подоцна родителите повикани се во полициската станица Тетово. Се работи на расчистување на случајот и ќе следува соодветен поднесок. Како што соопшти СВР Тетово, 38 годишна скопјанка која времено престојувала во гостивар, вчера вечер пријавила физички напад од 23 годишен жител на гостиварското село Здуње, со кого била во љубовна врска. Пријавениот дента во неколку наврати влегол и излегол од нејзиниот стан во кој живеела под кирија, пошто околу 18 часот и 30 минути ја нападнал додека била пред влезот на стамбената зграда, ја соборил на земја и повеќе пати ја удирал со тупаници по главата и телото, од што здобила видливи повреди, и од друго лице кое ги разделило била пренесена во гостиварската болница за да и се укаже лекарска помош. Напаѓачот повикане во полициската станица Гостивар се расветлува пријавеното, пошто ќе следува поднесок. Ноќеска 15 на минути по полноќ на ургентното одделение во гостиварската болница бил донесен 15 годишен гостиварец кој се затрул со поголема количина алкохол, соопшти СВР Тетово. Поради сериозно влошената здравствена состојба, укажана му е лекарска помош и неконтактибилен, малолетникот итно е пренесен на клиниката за токсикологија во Скопје. Се расветлуваат мотивите, околностите и се друго поврзано со труењето на малолетниот гостиварец. Дваесетидвегодишната Ија од Кочани се бори за живот по семејната трагедија што се случи изутрината во Кочани. По семејната расправија таткото на девојката БЛ неколку пати со нош ја ранил својата сопруга ЛА. Кога увидел дека жртвата покажува знаци на живот, посегнал почекан и со него и нанел неколку удари во главата со намера да ја усмрти. Сведок на насилството биле децата на брачниот пар, 22 годишната ќерка и 13 годишното момче, кое веднаш побегнало и се засолнило кај соседите. Ќерката се обидела да го спречи нападот врз мајка си, но притоа и самата била повредена. По безуспешниот обид да го спречи својот татко кој со чекан и задал смртоносен удар на мајка и го пријавила случајот во полиција. Од МВР велат дека утринава во 3 часот и 10 минути во полициската станица Кочани се јавила жена и пријавила дека во куќа на улицата 9 мај во Кочани таткото ги тепал сопругата и ќерката. Полициски службеници излегле на местото на настанот, при што на покривот од куќата го затекнале БА 54 години од Кочани. Непосредно по доаѓањето на полициските службеници тој скокнал од покривот и починал. Во куќата во неконтактибилна состојба биле затекнати ЛА 44, сопруга на БА, и неговата ќерка Ија 22 години. Тие биле пренесени во општата болница Кочани, каде што ЛА починала, а Ија се уште се наоѓа во неконтактибилна состојба. Се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот, информираат од МВР. Се повеќе возачи употребуваат мобилни телефони при управување со возило, а се помалку користат сигурносен појас, констатираат од СВР Тетово, оттаму со подсетување за законските последици од непридржување до правилата за безбедност во сообраќајот. Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај со сообраќајни контроли спроведени од 5 до 11 овој месец вкупно опфатила 181 возило, од кои 45 биле упатени на технички преглед, при што 2 од нив имале неисправни сопирачки, додека 17 возила биле нерегистрирани и затоа веднаш се исклучени од сообраќај. Во овие активности констатирани се и 26 прекршоци од возачи, од кои 17 управувале без положен возачки испит.
10 биле возачи почетници, 6 разговарале на мобилен телефон, исто толку им ги дале возилата на лица без соодветна дозвола за управување. Со контролите за непрописно запирање и паркирање пак опфатени се 200 возила, од кои 181 биле погрешно паркирани и нивните сопственици се соочиле со 33 писмени опомени, 146 мандатни платни налози, а 60 со детовската пајак служба. Со контролите утврдено исто така дека 34 возачи непрописно пристигнувале на непрегледни и недозволени места, додека 82 не ја прилагодиле, односно пречекориле брзината од 30 до 70 км на час. И минатата и оваа година на поширокото тетовско подрачје продолжува појавата немал број возачи кои управуваат со нивните возила да користат мобилни телефони, што е спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Лани биле откриени и санкционирани 267 вакви прекршоци, за кои на 185 возачи им се изготвени мандатни платни налози, а на 82 писмени опомени. Годинава досега вкупниот број на овој вид прекршоци изнесува 30. Оние кои зборувале на мобилен возејчи ќе се соочат со глоба од 40 евра во денарска противредност или со впишување на 25 негативни поени. За разлика од мобилните телефони кои се повеќе и се почесто ги користат возачите, во последно време се поретко ги употребуваат сигурносните појаси пред секога се движат низ градските улици. Минатата година на тетовските простори регистрирани се 220 случаи на некористење сигурносни појаси, кои биле заокружени со 49 мандатни платни налози и 171 опомена, со напомена дека глобата за тоа изнесува 40 евра или 25 негативни поени, односно 50 евра за совозач. Годинава пак сигурносни појаси не користеле 83 возачи и совозачи. Токму затоа сектор за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите да се воздржат од разговори на мобилен кога се задволан и редовно да ги врзуваат сигурносните појаси. Зошто разговорите на мобилен или пишувањето пораки во голема мерка го одвлекуваат вниманието и ја доведуваат во прашање нивната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Врзувањето на појасите пак најмногу е за лична безбедност на возачите и другите во возилата, без разлика дали се патува на покуси или подолги релации. Локалната власт на Гостивар ја продолжи кампањата Вистината за Дуи со нови обвинувања за претходното раководство. Огранокот на Дуи пак во Гостивар реагира дека Таравари врши политички реваншизам врз административците. Општинската власт на Гостивар и овој четврток со нов прес ја продолжи кампањата Вистината за Дуи. Портпаролот Јасин Демири изнесе ревизиски извештај со обвинувања за злоупотреби со снабдување со гориво за службените возила и трошоци без покритие на јавното претпријатие Хигиена Чегране во времето на претходното раководство. Внатрешната ревизија утврди дека за снабдување со гориво на возилата во сопственоста на општина Гостивар биле потрошени 5 милиони денари. Но зачудувачки е дека возила кои трошаат бензин се снабдувале со дизел, додека оние кои трошаат дизел гориво се снабдувале со бензин. Јавното претпријатие Хигиена во село Чегране на ден 2.11.2017 направен е сомнителен трошок за материјали за одржување на водоводната мрежа во висина од 720.000 денари. Огранокот на Дуи пак во Гостивар со соопштение реагираше на нови случаи на преместување на административци од општинската зграда во објектот на јавното претпријатие Комуналец. На 14 февруари по наредба на градоначалникот преместени се нови тројца вработени. Со тоа вкупната бројка на административци кои се протерани во Комуналец од политички мотиви стигна до 20. И сето тоа се случува во време кога администрацијата се полни со политички војници. Целта на ова е Таравари и неговите соработници да имаат одврзани раце, да прават што сакаат далеку од очите на јавноста, наведуваат од Дуи. Во Гостивар на пригоден начин беа одбележани 74 години од борбените операции на македонската партизанска војска, познати како Февруарски поход.
Членови на гостиварската боречка организација, ученици, представници на политички партии и издруженија денес во Гостивар одбележаа 74 години од февруарскиот поход. Меморијалниот собир по повод овој историски настан го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци Гостивар пред споменикот на Чеде Филиповски даме на градскиот плоштад. За значењето на пошироките борбени операции на македонската партизанска војска од 44 година, познати како февруарски поход, се осврна председателот на Сојузот на борци Радислав Гиновски. На херојските подвизи на борците, нивната издржливост, нивната верба во посветла иднина. Историчарот педантно ќе забележи дека првата македонско-косовска бригада тргнала од Егејска Македонија со задача да се пробие во Азот и Порече и да се разгори вооружената борба во тој дел од Македонија. Натаму ќе објасни дека на тој пат во районот на Мариово и Азот бригадата ја попречиле силни окупаторски сили со кои таа водела повеќе дневни и деноночни борби. Во обкружување бригадата била принудена да се врати во Егејска Македонија. Бригадата ја води најтешката битка од своето формирање. Тој февруари, како да се здружил со фашистите против голораките борци, пишува Киро Сотировски Строгов и самиот учесник во походот. Имало снежниви улици, јак студ, а борците слабо облечени, со дотраени обувки, без доволна храна, но со голема љубов и дојорба чикореле борците. Учесниците во овој поход беа претежно млади луѓе, но свесни за големината на времето, готови да жртвуваат се за слободата. Одбележувањето на годишнината од февруарскиот поход се заокружи со положување свежо цвеќе на споменикот на народниот херој Чеде Филиповски даме, учесник во овие борбени операции. Букети положија делегации на Сојузот на борци, Сдруженијето на пензионери, Општинската организација на СДСМ и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Во февруарскиот поход учествувале 40 на борци од гостиварското подрачје, а неколку од нив го загубиле животот во борбите со непријателските сили. Министерството за култура најголеми средства за културни манифестации има одобрено за Скопскиот и Полошкиот регион. За начинот на доделување и определување на сумата на средствата пристигнаа голем број реакции од јавноста. Виган Максути, дете кое пее песна за учека и Адем Јашари, од Министерството за култура има добиено 380.000 денари за организирање на концерт и издавање на CD. Авалон продукција има добиено пари за организирање на комерцијален концерт, каде публиката ќе мора да ја плати картата за влез. Сојузот на албански артисти Арто Тетово доби огромна финансиска поддршка за 3 културни проекти, иако нова здружение, основна дејност му е лов и траперство. Министерот за култура Роберт Елагјозовски во емисијата Топ тема на ваша страна на телевизија Телма се обиде да го објасни начинот на доделување и определување на сумата на средствата за реализирање на културните манифестации. Тој рече дека за Виган Максути се одобрени средства затоа што бил добар уметник, а песната која испеал за учака пред 5 години била сосема друга работа, додавајќи дека и ваквите деца треба социјално да се интегрираат во општеството. Тоа што правил кога имал 13 или 9 години, тоа воопшто не е. Значи, повторно велам, комисијата апсолутно ги оценува поднесените апликации. Меѓутоа, она што беше реакција на Медјош и на првата детска амбасада е дека, според детската амбасада во овој случај, без оглед за кого се работи, и во песна, и без оглед на поддршката која децата се вклучуваат во еден ваков вид активно се имаат од родителите, укажуваат дека облекувањето на деца во воени униформи не придонесува кон градење мир и подобар свет за децата. Ова нивна реакција во однос на тоа како е представен или кариерата на Виган. Од друга страна, вие пред неколку дена кога го поставивме до Министерството за култура прашањето за Виган, рековте дека средствата се доделени и не правите разлика во однос на тоа од која национална припадност и слично. Значи, воопшто не нотиравте дека
И не сакавте да нотирате дека своевремено ова дете пеело песни за некои борци. Значи за нас тој факт не е пресуден затоа што се работи за два различни проекти. Ако ова дете 2013 било облечено во песна, во униформа и пеело некакви песни, тоа треба да биде предмет на реакцијата на Меѓаши. Па тоа е и предмет на реакцијата на Меѓаши. Реакцијата на Меѓаши не е за доделувањето на грант или подршка од Министерството за 2017 врз база на проекти, апликација. И за децата и во културата, дали сте чуле вие за еден таков автор еве. А дали вие сте чуле за политика на социјална интеграција? Па зарем не треба ова дете, кое што можеби некогаш пеело вакви песни, да биде интегрирано во институционалниот систем, во културниот систем, се разбира врз проект кој што ги задоволува критериумите. Зарем треба овие деца да ги оставиме на улица или да не ги вклучиме во системот? Јас се обидов, има многу навистина апликанти, ако се над 2000 тие што добиле не може да се најдат во секоја област црните овци што се вели, меѓутоа се обидов толку време колку што имав да истражувам, да се обидам да најдам податоци од централниот регистар за некои од оние што добиле. Најмногу ми бодеше очи музичката сценска дејност. Например, видов дека Универзитетот во Тетово добил за годишен концерт на хорот и оркестарот на ДУТ 400.000 денари, многу други концерти и многу други друштва добиле значително помалку. Меѓутоа, не знам дали вие знаете дека Сојузот на албански артисти Арто Тетово добил многу пари. Дали ги знаете кој се Сојузот на артисти Арто Тетово? Дали сте биле во нивните простории, дали го знаете сопственикот и слично? Па не, значи не морам јас да ги познам сите од тие причини. Системот е направен така да комисиите оценуваат. Меѓутоа, ние во нашата процедура, значи не постои, значи во нашата процедура се пријавуваат со апликации, пријавуваат адреса и тие податоци, ние на тие податоци им веруваме затоа што тоа е согласно процедурата. Да, еве тука можете да ги видите, мојот колега треба да ви ги покаже табелите, например Сојузот на албански артисти Арто Тетово, кој го раководи известен Кујтим Салију, добил 900.000 денари, запознавајќи ги нашите вредности, и таа манифестација ќе одржи во канцелариите и просториите на Арто Тетово. Истиот Сојуз на албански артисти Арто Тетово добил 800.000 денари, значи во истиот конкурс за Полифест фестивал на албанска музика, што ќе се одржи во Домот на културата. Истиот тој Сојуз на албански артисти Арто Тетово добил и 700.000 денари за да се номинираат наградите за истиот фестивал. На прашање на новинарката Лупевска зошто се одобрени пари за непознати автори за преведувачи, а малку средства има одобрено за авторски дела, ала Ѓозовски одговори. И имајќи предвид дека имавме голем број на апликации, се обидовме да создадеме така наречен, го крстивме расајувачки или солидарен буџет. Дадовме на секаде кај што се разбира беа исполнети критериумите основни трошоци, основни средства за продукција, за да не згасне културниот живот, за да не го на некој начин уназадиме, очекувајќи дека секој од овие почетни буџети ќе можат преку разни контрибуции да бидат надополнети од самите културни актери. Се разбира, ова се однесува претежно на еден помал број проекти, додека голем број проекти добија солидни буџети или добија буџети горе-долу на нивото на финансирање од претходните години. Инаку Министерството за култура за изградба на објектот наменет за театар и библиотека во Тетово годинава има одвоено над 4 милиони евра. Во нова канцеларија и со пригодна свеченост, вчера студиото Ѓуровски прослави 2 години од својата работа. Од хоби до препознатливо фотографско име, од фотосесии за деца и бебиња до комплетна продукција за најразлични видови на фотографски и видеографски услуги. Тетовецот Горан Ѓуровски, по повод 2-годишното работење на неговото студио Ѓуровски, ја отвори новата канцеларија во центарот на градот, во која вчера организираше пригодна прослава, заедно со своите клиенти, семејството и пријателите. Нашата приказна започна пред 2 години. Започнавме со една нова услуга што дотогаш ја немаше во нашиот град. Значи тогаш започнавме со фотосесии за најмладата популација, односно за бебињата и за децата.
Со тоа како единствени во градот се издвоивме од другите, стававме впечатливи и благодарение на нашите клиенти, благодарение на вложениот труд, да се вложи што повеќе квалитет и креативност. Ние успеавме денеска после 2 години да создадеме една продукција каде што можеме да се пофалиме со голем број на учесници во нашиот тим, голем број на успеси изработени до сега, идни посериозни проекти. Па така и овој настан го одбележуваме токму поради тоа, значи 2 години од постоење, а воедно и свечено отварање на нашиот нов локал. Тимот на студио Ѓуровски во изминативе 2 години беше дел од најсреќните мигови на повеќе од 500 негови клиенти. Со фотографија и видео, овековечи голем број свадбени, роденденски и празнични прослави во Македонија, но и надвор од неа. Довербата од страна на нашите клиенти го докажува тоа што ние сме сега барани во другите градови, па дури и надвор од Македонија. Имаме неколку настани изработено и надвор од Македонија, имаме во Црна во Србија. Се надеваме дека во иднина ќе се прошири обемот на побараност надвор од Македонија. Значи, од самиот почеток се трудевме да покажеме по некој новитет, по некоја нова работа, па така и оваа година имаме спремено доста нови работи и доста изненадувања. Во преговори сме со познати личности за снимање на видеоспотови и за други посериозни проекти. Следејќи ги светските трендови, од студио прерасна во продукција, во која се користи најнова технологија. Се почесто за снимање на различните свечености, покрај камера и фотоапарат, употребуваат и дрон или кран. Се обидуваме, значи, да ги следиме светските трендови за опрема и за начинот на изработка, со цел за да го покачиме стандардот на оваа професија. Се надевам дека и тоа резултира со резултат што досега го имаме стекнато и таа доверба кај клиентите и се надевам дека и во иднина ќе ни донесе уште поголеми успеси. Новоотворената канцеларија на студио Ѓуровски е со локација на улица Јане Сандански во центарот на Тетово. Соопштение од АД-Ева на Македонија до потрошувачите за прекин во снабдувањето со електрична енергија. АД-Ева на Македонија ги известува потрошувачите дека заради изведување на планирани работи во електродистрибутивната мрежа, утре од 9 часот и 5 минути до 13 часот, без струја ќе остана целата Челопек, Милетино, Блаце, Стенче, Теново, Волковија, Радиовце, Жеровјане, објектите на потегот од целата Брвеница и Челопек и меѓу Брвеница и Радиовце, како и деловните објекти позади поранешно Радио Тетово. Утре од 9 до 11 часот без струја ќе останат и потрошувачите од населбата Деребој 6, делот кај реката Пена. Седумнаесет лица загинаа, над 10 се повредени во нападот со огнено оружје во средно училиште во Флорида, според американските медиуми. Напаѓачот бил 19-годишниот Николас де Хесус Круз, кој бил уапсен 1 час после пукањето. Тој бил поранешен ученик во ова училиште и учениците кои го познавале сметале дека тој е способен да направи такво нешто поради тоа што било проблематично момче. Бил избркан од училиштето. Учениците велат дека го избркале бидејќи Николас често ги вклучувал противпожарните аларми, а бил и опседнат со пиштоли и ножеви. Производството на пушката AR-15 е двојно зголемена во изминатава деценија. Таа лесно може да се набави во САД, а Николас Круз, напаѓачот од Флорида, својата легално ја купил и има уредна дозвола за неа.
Јужноафриканскиот претседател Џекоб Зума поднесе оставка поради притисокот од сопартиците обвинувањата за корупција. Во телевизиско обраќање изјави дека се откажува од функцијата иако не се согласува со одлуката на Африканскиот национален конгрес, кој го услови да избира меѓу оставка или согласање недоверба во парламентот. 75 годишниот Зума беше на власт од 2009 година. Во предградие на Рим од ненадеж се отворила земјата и настанала дупка длабока дури 9 метри. На дното на огромната дупка сега се гледаат скршени автомобили кои паднале во неа. Во текот на големиот одрон во дупката завршиле 6 автомобили, додека од домовите во близина биле евакуирани 20 семејства. До големиот колапс на земјиштето дошло околу 5 часот и 30 минути во римската населба Балдунија. Драматичните снимки покажуваат колку голема штета настанала откако земјата наеднаш пропаднала. На дното на огромната дупка сега се гледаат скршените автомобили кои паднале во неа. Евакуирано е населението во близина, а во текот на необичниот настан за среќа немало повредени, пишува Daily Mail. Германија ги изненади соседните држави со радикален предлог да го намали патниот сообраќај со бесплатен јавен транспорт, додека Берлин се бори да ги задоволи лимитите на Европската Унија за квалитетот на воздухот и да избегне високи казни. Потего доаѓа 2 години по големиот скандал со лажните тестови за издувни гасови на Volkswagen, кои поттигнаа револт и бес. Предлогот ќе биде тестиран најдоцна до крајот на годинава во 5 градови низ западна Германија, меѓу кои поранешниот главен град Бон и индустриските центри Есен и Манхајм. Автомобилската индустрија е една од темелите на германскиот просперитет. Денес имавме претежно облачно време, дуваше умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од -2 до 0 степени, а дневната од 4 до 7 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде претежно облачно, стабилно и суво. Утринската температура ќе се движи од -6 до -2 степени, а дневната од 4 до 8 степени. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Пријатно!